емисијата. Сега повторно имаме гостинка, која што ќе ни даде одговор на едно многу интересно прашање кој искрено и мене многу ме интересира. Добро утро за Розета Паскали, дипломиран психолог. Добро утро. Имате многу интересна тема, Цопче, и јас никогаш не сум се запрашала зошто во пролет имаме почувствителни сме и зошто е понагласена таа вознемиреност, депресија, анксиозна кај луѓето. Јас мислев дека тие состојби некако и припаѓаат на зимата. Но не е така. Но не е така. Да. Повелете со внимание. Благодарам, Суза, и ве уште еднаш јас ќе упатам поздрав до гледачите. Ќе им посакам, се надевам првиот пат им посакав добро утро, но не се сеќавам како и да, ако не се извинувам, добро утро од мене до сите наши гледачи. И да, убаво спомена Сузен, каде што и во првиот дел разговаравме за физикална терапија, каде што пролета, која што ја споменавме како годишно време, сите ја очекуваме со радост, дека е зеленило, дека е убавина и малку да се ослободиме, да можеме да излеземе од дома да прошетаме. Меѓутоа пролета создавала проблеми и создава проблеми и кај дегенеративните процеси во телото, ревматските заболувања и така натаму, меѓутоа за жал и со психичките тегоби кои што луѓето ги чувствуваат. Розе, може така со оглед на тоа дека си наша веќе? Добро утро и добре ни дојде. Добро утро и благодарам за поканата. Навистина актуелна тема секогаш кога е овој период, баш на некое прилагодување на сите промени што ги носи пролета. Нели, зимата е некако по пасивен период каде што самиот недостаток на сончеви зраци влијае на телото да функционира некако позабавено, поинакви хормони се лачат, повеќе има мелатонин во телото кој води кон некоја, да речеме, заспаност. Ние како дел од природата, како што се буди таа на пролет, така и човечкото тело реагира на сите тие промени со самото зголемување на сончевата енергија и се почнува да се лачат и повеќе нови хормони, значи како серотонин и некои други, а тие и тоа како влијаат на промени во телото. Сега тоа е фаза на прилагодување, значи од еден вид на хормони кој се намалува, се редуцира, се лачи повеќе друг вид на хормони кои влијаат на расположението и до некаде како да прават некој телото фактички прави некој притисок кој ние се уште психички не сме подготвени да го прифатиме и да се справиме со тоа. И самата пролет како нешто што се раѓа, нови растенија и целата природа како се буди, така и човекот си создава кај себе и самите тие хормони како да треба нешто да прави ново, нови почетоци, промени некои, но колку е тоа во склад со психичката подготвеност за такви промени, е прашање кое создава некаков конфликт. Доколку има несоодветна подготвеност, доколку човекот заради некои средински фактори, можеби нешто што му се случува актуелно, не е спремен за некакви промени, за нешто да смени, за некаков нов почеток. Секако ќе има конфликт во себе кој може да води кон депресивна фаза или кон анксиозност. Да, верувам со оглед на тоа дека и како податоци сме читале и токму затоа решив да зборуваме на оваа тема, затоа што сме во екото на пролета се уште и светлината ја имаме подолг период, сонцето го имаме, сега денот не е толку краток како што ни беше во зимскиот период, каде што јубаво кажавте и споменавте како подзаспани да сме, нели, и сега се активираме и ние исто како и пролета. Меѓутоа, еве како совет до сите оние, секако дека убаво ве слушнав, за да имаме разговор низ кој што ќе се пронајдат оние луѓе на кои што ќе им биде потребна помошта, затоа што
Добро споменавте и рековте дека не се подготвени. Сите оние кои што почувствувале во животот анксиозност, депресивни моменти, а не се случиле во пролет и повторно ги чувствуваат во пролет, каде што се засилуваат или можеби од нигде никаде повторно ќе се појават, кои ќе бидат вашите совети до сите овие луѓе кои што ги чувствуваат овие симптоматики, да кажем, позасилени во пролет? Па вака, ако таквата состојба трае повеќе од 2 недели, веројатно треба да се обратат кај некој психолог или психотерапевт. Нели, ако нешто трае повеќе од 2 недели, веројатно личноста не успева да се справи со тоа. Начини за справување секако се зголемена физичка активност. Самото тело како повеќе е активно има можност за редуцирање на хормоналниот статус, нели, да се самиот избалансира, изрегулира преку физичката активност. Самото тело се енергизира тогаш и човекот добива веќе снага и волја за да прифати дека може нешто да менува и да се прилагоди кон тоа, нели, да не остане во на пасивна позиција, туку да види што се сака да промени, кога му се случува, нели, таквата анксиозност ако е присутна или депресивно расположение, нели, секој различно реагира на овие пролетни влијанија. Може, нели, преку психотерапија да се дојде до свесност кога се јавува, поради што се јавува, каков притисок самиот човек си прави на себе, нели, какви се очекувања има од себе кои веројатно не ги исполнува или можеби не е подготвен за такви промени, па си прави некако притисок за да мора, а не е подготвен. Кога тоа се случува, нели, добро е да се разговара со психотерапевт и да се види што се случува со таа личност, како го прави тоа, зошто го прави тоа и, нели, самиот човек да се разбере себе си што му се случува. Кога тоа ќе се случи, веќе е малку полесно. Веќе со таа свесност оди кон тоа дека има избор, дека и не мора да направи никаква промена, дека е фаза во која, нели, е процес на прилагодување кон оно што, нели, самото тело го прави како притисок. Само прилагодување на оно што следи натаму. Но секако самото тело и кажува дека треба да се направи некаква промена. Секој може да избере, нели, да не направи ништо и да чека да помине и да, нели, со тек на време, па летото ќе дојде и меѓутоа и летото, кога го споменеме, и високите температури сигурно влијаат на ова што сега го зборуваме. Кога ќе дојдат оние жештини и топли денови? Да, нели, може самата зголемена температура да создава пасивност и потешко да ги извршуваме секојдневните обврски. Па мислиме се и се што. Па, добро, да, кога сме пасивни имаме многу повеќе време за мислење, помалку време за активност. И може тоа, нели, секако да води кон некои депресивни фази. Значи, пак се тоа менливи категории каде што поминува човекот низ фази. Сега колку некој ќе ги искористи тие фази за да направи промена за свое добро или само ќе чека да поминат е личен избор. И, нели, затоа психотерапијата помага за развивање на свесност кај личноста што се сака да промени. Што е тоа што, нели, телото само кажува дека треба промена, а психичкиот дел вика чекај, не сум спремен. Како тоа да се усогласи? Што се случува за да чекам? Што е тоа, какви стравови може би има личноста за да, нели, не направи промена? Со што се соочува во својата глава, во својот свет во кој се живее секој, нели, со какви, може предрасуди или погрешни приоритети. Се тоа кога ќе се преиспита, веќе ќе се добие некоја појасна слика на каде да оди, што е соодветно да прави. Нели, ако не е спремна за промена, за нешто што може би е значајно како важни
промени во секојдневието може да се почне и со нешто ситно, со нешто мало, со некој менување на некоја рутина што ќе донесе некаква промена во секојдневието, во расположението, некоја навика може доволно барем една да се смени, веќе ќе почне поинаку да функционира личноста. Да се функционира. Ќе влие на самото расположение. Но, нели, тоа е пак личен избор како секој ќе се бори со тоа што му се случува. Па индивидуално, за секој од нас, нели, никогаш си чуваме нешто се во себе, не сакаме да споделиме со некој, па ни со психотерапевта, ни со психолог, како и да е. Меѓутоа, кога зборуваме за животот и за животните патешествија, на сите нас индивидуално, како што споменав, и во текот на животот, ни се имаат случувано неубави и убави нешта и така натаму. Секој си знае како велиме за себе и секој си носи тежина во себе, дали помала, поголема и така натаму. Со загуби во животот од своите најблиски, со можеби професии кои што ги одбрале во животот, а не ги сакале и така натаму. Се случува во животот. Јас само така нешто набројувам, но сигурно постои причина за да се дојде до овие депресии и до оваа анксиозност. Но поголемите причини ќе сакам да ги слушнам секако се разбира од вас, зошто се јавуваат депресивните фази и зошто се јавува она анксиозност и кога треба и кога е точно време кога ние треба да тропнеме на вратата кај вас, кај психотерапевтите. Па, како што кажав, ако тоа трае подолго време и личноста оттежното функционира во секојдневието, веројатно е подобро да почне со психотерапија и да има кој ќе помогне да се справи со тоа што и се случува. Кога тоа трае подолго, страдаат сите одговорности кои треба да ги изврши личноста и секако тоа ќе се рефлектира на нејзината самодоверба натаму, ако неуспешно функционира во секојдневието и ако тоа трае. Се зголемува незадоволството од себе, па можеби и околината ќе реагира и се влошува натаму состојбата. Кога доаѓа до депресивна фаза, личноста веројатно претходно следел долг период каде што многу често била насочена кон тоа што се случувало во минатото. Целата енергија што имаме за денес, нели, наместо да се фокусираме на она што денес можеме да го направиме, личноста се насочува на преиспитување на себе си, што се случило, не може да прифати можеби нешто што се случило како нешто што го смета за лична грешка, погрешен избор, како што рековте, можеби нешто што се уште влие. Љубовни врски, изневерување, неприфаќање на нешто што било во минатото и оптеретување со некои преиспитување. Ако не направе вака, можеби немаше да биде вака, можеби не требаше да, не знам, се разведам или да не ја сменев работата или да не го кажев тоа. Може би немаше да некој се налути, па сега имаме некоја нова ситуација. Преиспитувањето на себе си, па и на другите, па лутање на кој се, нели? Или не сме го добиле она што сме го очекувале од животот. Разочарување, секако дека се дел од животот, но колку ние ќе им посветиме внимание и енергија, се тоа влијае и на тоа колку сме функционални денес. Колку повеќе се оптеретуваме на тоа што се случувало, како било, зошто било, требало, не требало, многу малку останува енергија за денес. И се додека личноста го прави тоа и не сваќа дека на некој начин е залудно потрошено време, бидејќи и до утре да размислуваме за минатото не можеме да го промениме. Така е. Ни останува само да го прифатиме како наше искуство од кое можеме нешто да научиме. Дел од нашите искуства кои сме ги доживеале, нели, не можеме да ги смениме, можеме да ги прифатиме, можеме да видиме што се од тоа можеме да искористиме за да утре ни е подобро. Тоа е она со депресивното расположение. Анксиозноста се јавува како резултат на преоптеретеност со тоа што ќе се случи натаму.
што ќе се случи утре, таа неизвестност која секојдневно не притиска. Стресот исто така во секојдневието? Па, стресот е неможност за контролирање на она што ни се случува. И доколку си поставиме секако и високи очекувања кон себе, го зголемуваме стресот во секојдневието. Дали ќе го постигнеме тоа или колку ќе бидеме задоволни од себе и другите колку ќе бидат задоволни, влијае на тој притисок што самите си го правиме. Но, пак ќе кажам, за анксиозноста, колку повеќе се оптеретуваме на тоа што се не очекува, како ќе биде утре, или некој настан натаму, дали да одлучиме нешто, да направиме, да не направиме, мериме, премеруваме, дали ако направам вака ќе биде добро и што се може да биде лошо, што се може да предвидам, што се да не пропуштам, како другите ќе ме гледаат тогаш, ако направам таква промена. Тоа е во ред да се планира, но ако е во некоја рамка. Ако е, планирам денес и одлучувам за нешто или планирам, не знам, во овој период сакам да донесам одлука и сум фокусирана на тоа дека сакам да направам промена, па правам и план како да ја направам таа промена. Прво одлучувам што сакам, донесувам одлука дека ќе ја правам таа промена. Ако е тоа така, во некоја рамка и веќе се и акција, тогаш веќе не е залудно трошење на енергија. Ако само седиме и се преиспитуваме и се заплашуваме што се може да тргне наопаку, што се може да биде лошо, тогаш веќе се активираат стравовите. Кај нас кои не инхибираат и викаат чекај не брзај. Остани тука кај што си, иако не ти е добро. Јас низ разговорот кажавте со оглед на тоа дека и темата ни е за подзасилени депресивни чувства и анксиозност на пролета ги чувствуваме, меѓутоа многу често ги слушам оние кај сите кои што многу лошо им влијаат паничните напади. Што во тој момент да сторат сите оние кои што ги почувствувале, ги чувствуваат и така натаму? Што правиме со таа категорија на луѓе кои често им се случуваат тие панични напади од нигде никаде? Велиме во моментот, меѓутоа тоа е акумулирано така. Навидум изгледа од нигде никаде и во моментот и на самата личност не е јасно што и се случува кога се случува паничен напад. Особено затоа што е преплашена од телесните сензации кои се случуваат. Многу често клиентите изјавуваат дека мислев дека ќе умрам во тој момент. Толку има силни тахикардија, висок притисок, потење, тресање на телото, баш паника, со која тешко може да се справи самиот клиент. Не може да се контролира. Буде толку многу стравови што едноставно го инхибира да направи било што. Но тоа навидов, реков, изгледа како од нигде никаде, а во суштина има позадина и одлагање на некои промени. Но нас не делува како од ништо да се дошло. Навидум ништо немаше, излегле надвор и одеднаш ја фатило или го фатило паника и такви телесни промени. Но и тоа како е поврзано со психичката состојба на таквата личност и да се види треба што се случувало и што се одлага како промена. Веројатно е поврзано, иако може да има различни причини кај различни клиенти, тоа е индивидуална реакција, но генерално е нешто што во моментот кога се случува паничниот напад, постои нешто што ја потсетило на проблемот кој го одлага да го реши. Се почувствувало нешто што во околината ја потсетило на она што и тоа како ја загрижува, и тоа како ја засега, и тоа како е потребно да се реши веќе. Но самата таа статус кво позиција која долго време се одржува, не се решава нешто, може да доведе до
баш тоа, дали да направам нешто или не, а не правам ништо. Не правам ништо, да. И кога тоа се одлага, баш се како составаат да се поголеми проблеми, потиснува да. во некој несвесен дел, како неважно да е, како ќе се реши со тек на време, но кога ќе види личноста во својата околина нешто што и тоа како ќе ја вознемири, ќе отвори стравови кај неа дека можеби тоа ќе се случи ако не ја направи да промена. Но затоа се решава нели со разговор со психотерапевт, кој е многу потребен во тие моменти. Особено паничните напади се нешто да знаат на да ги кое треба да се работи психотераписки и нели како да се контролираат, но и како да не се случуваат. И да се надминат, така. Што е тоа што го потиснува личноста кај себе за да нели кога има некој тригер во околината се активира до степен на паничен напад. Така. За крај ни помина времето, секогаш со вас брзо, низ овие разговори кои што се добро дојдени за сите нас, затоа што секој од нас тоа го почувствувал и сигурна сум дека ќе си признаат и гледачите да во право си, Слободанка, затоа што животот се носи. Меѓутоа треба да се надмине, да, како што кажавме. Јас само би сакала да ве прашам, еве, податоците што покажуваат кај нас, дали имате некоја статистика зошто сме депресивен народ и од што најмногу страдаме? Зошто зашто најмногу се жалат пациентите кај вас? Што е она што ги доведува до таа фаза? Најчесто. Па јас лично немам чувство дека сме депресивен народ, вака да се генерализира. Иако, нели, се анксиозен, поточно се извинувам. Анксиозен може би повеќе. Сакав да кажам да, анксиозен. Анксиозен може би повеќе. Пардон. Но и покрај сите ние, сите притисоци политички, какви се економски кризи, со се што се соочуваме, и нашите генерации предходните, а верувам и натаму нема да има некоја известна состојба. Константно сме соочени со некоја неизвестност. Подобрувањето на животот и квалитетот на животот. Па, секој треба за себе прво да види што се може да направи за да го подобри квалитетот на својот живот и што се може денес да направи. За ова денес што се случува, што му се случува на секого. Она енергија што има за денес, како да ја искористи за денес да му е добро. Так. Многу ви благодарам што одвоивте време и што си поразговаравме за сето она што, како што кажав, индивидуално сите ние сме го почувствувале на својата кожа и затоа е убаво да слушнеме, да си освежиме меморијата и доколку 2 недели ако чувствуваме тегоби, после 2 недели подитно јавување на психотерапевт. Сега тоа повеќе воопшто не е никаква табу тема во ова денешно време во кое што живееме. Се повеќе луѓето се освестуваат дека е тоа нешто за нивно добро и дека веќе се надминува таа стигма. Како што одиме на забар, така на стоматолог, ако нешто гледаме со мислите ни во ред, има психотерапевти. Се гледаме повторно на следна тема,